Интензивно се работи на подобрување на условите во ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Пред неколку дена заврши првата фаза од реконструкцијата во домот во која беа заменети дел од вратите. Директорката на ученичкиот дом вели дека оваа промена била неопходна со оглед на тоа дека вратите се стари повеќе од 40 години. Заврши првата фаза од проектот за промена на ПВЦ врати. Комплетно ги заменивме сите врати на санитариите, комплетно на сите 3 спрата. И исто првиот спрат од за спални соби, исто така се замени само еден спрат. Со целиот тој проект, тоа е првата фаза од тој проект, така да беше распишан тендер, по кој тендер со аукција успеавме да ги спуштиме цените, домот да заштеди голема сума. И согласно законската регулатива си подпишавме договор, после што следеше промена на сите тие врати. Корисниците на услугите на домот од следната учебна година ќе имаат значително подобри услови. Во следната фаза на реконструкцијата предвидено е да продолжи промената на вратите. Меѓу другото, раководството на Лазар Лазаревски работи на уште неколку значајни проекти. Втората фаза е да се довршат уште другите 2 спрата, меѓутоа тендерот беше распишан минатата година, односно во текот на 2013 година, така што договорот си важеше за таа фискална година, за 2013 година. До крајот на ова 2014 година ќе биде распишан повторно тендер за промена да ги замениме сите тие стари дрвени врати кои што се навистина од многу одамна, некаде повеќе од 40 години, Капацитетот на ученичкиот дом е исполнет до последно место. Оваа учебна година потполнети се сите 221 легло, а од домот се задоволни од почитувањето на редот од страна на децата. Низа на настани организира Општинската организација на Црвениот крст од Велес по повод неделата за превенција од кардиоваскуларни заболувања. Оваа недела се одбележува во светски рамки под покровителство на Светската здравствена организација. Ќе бидат организирани серија на предавања како во градот, така и во околните места, покрај градските организации како што е армијата на градот Велес, ќе биде во гарнизонот на касарната Алекс Одемиевски Бауман, потоа ќе биде посетена организацијата на пензионери на град Велес и уште 2 работни организации во градот Велес. Ќе се изврши и посета на рурално место, на селото Бузалково, каде што ќе се обават предавања за целокупното население со основен акцент превенција од кардиоваскуларните заболувања. Имено целата тенденција, прима и ултима тенденција на оваа недела е токму да се делува превентивно кај луѓето во однос на начинот на исхрана, во однос на спортувањето пред се, од каде што го користиме и заштитното лице и нормално да се спречи пушењето. Кампањата на Црвениот крст пронајде го патот кон здравото срце си доби заштитно лице. Фудбалерот Панчи Ќумбев, кој ќе ги поддржи активностите на Црвениот крст, за утрешниот ден најавија хепенинг во центарот на градот, а престојуваат уште многу други планирани активности. Ќе се организира посета на организирање на дебатни емисии во типот кои што ќе бидат насочени во кардиоваскуларните заболувања. Со тоа би ја заокружиле целата недела, која што понатака активност треба да продолжи и уште до наредната година, која што ќе биде насочена токму на превенцијата од кардиоваскуларни заболувања. Во сите овие активности на лекарите од Црвениот крст ќе им помагаат и волонтерите од клубот на млади при оваа хуманитарна организација. Ке се чистат бреговите на реката Вардар. Градоначалникот Славчо Чадиев најави дека следниот месец екипи од јавното комунално претпријатие ќе бидат ангажирани за генерално чистење на бреговите на реката, која го дели градот на 2 дела. Бреговите на Вардар се прекриени со смет. Градоначалникот Чадиев вели дека е запознат со ситуацијата во градот, вели дека се прават контроли постојано, а за во наредниот период општината ќе воведе едукативен начин за граѓаните за подигнување на еколошката свест. Проблем е со дивото одлагање на отпадот, дали е домашен, дали е од нивите покрај бреговите на реката Вардар. Во наредниот период ќе бидат вработени редари кои ќе постапуваат согласно законот. Прво ќе одиме едукативно, ќе делуваме. Јас повторно користам можноста да ги повикам на соработка еколошките друштва. Можам да кажам дека не сум задоволен од начинот на кој се работуваме во моментов, за да ја подигнеме свеста кај граѓаните што може на повисоко ниво. Меѓутоа, за жал ни се дешава
Истото и самиот град. Алармантна е состојбата со сметот на бреговите на реката Вардар кај железниот мост. Гледката таму е ужасна, иако има поставено табла на која пишува дека отпадот треба да биде оставен во куп, сепак несовесните граѓани го расфрлаат. Градоначалникот Чадиев вели дека е запознен со овој проблем, но изјави дека не е единственото место каде се случува расфрлување на сметот наоколу. Тој потфат не е само на делот кај железен мост, тој потфат го имаме и на тој начин на одлагање на смет и под Стар мост, се до првите куќи, така да ќе направиме една акција во следниот месец на генерално чистење во март, крајот на март, почетокот на април, пред великденските денови, генерално чистење на околината на бреговите на речните корити на езерото. Покрај најавеното генерално чистење на сметот од бреговите на реката Вардар, од локалната самоуправа најави е чистење на езерото Младост, инаку генерално чистење на градот последен пат имаше пред 2 години. Записници, дневни извештаи, портфолија за ученици, електронски дневници. Наставниците тешко се справуваат со низата активности кои се само дополнителна обврска од онаа основната која ја имаат, да ги образуваат и воспитуваат учениците. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски досега не слушнал реакција од наставниците, но останува на ставот дека сите спроведени реформи се неопходни за образовниот процес. Јас навистина ги во многу наврати сум кажал дека нас наставниците ни се главниот сојузник во спроведувањето на сите реформи во рамки на образовниот систем. Јас лично не сум ги чул директно тие коментари, но од друга страна јас ја разбирам и до некаде на еден начин реакцијата на дел од наставниците, затоа што знаете во еден образовен систем кога 40 години ништо не било коригирано, а кога во период од 5-6 години се почнува да се спроведуваат неколку крупни реформи, нормално е да се појави известна нарушување на секојдневниот начин на реализација на обврските кои што биле можеби карактеристика за изминатите 40 години. Наставниците и професорите не сакаат јавно да говорат, но велат дека реформите во образовниот систем неретко речиси секојдневно им наложуваат административниот дел да си го завршат дома. Наместо поголемиот дел од работата да ја насочат кон децата, сега велат имаат куп работа за да ги исполнат задачите кои им ги наметна Министерството. Мислам дека може би да постојат поединечни такви коментари, но генерално наставниците се оние со кои што ние ги спроведуваме сите реформи најуспешно и уште еднаш би сакал да изразам мојата благодарност за целокупната поддршка во тој дел од страна на наставниците и сега од страна на родителите кои што исто така имаат разбирање на целиот овој процес, затоа што крајната цел и на сите овие реформи, а тоа го знаат и родителите и наставниците, е да се обезбеди поквалитетен образовен систем во Република Македонија по примерот на позитивните фактички примери од земјите членки на Европската унија. Екстерно тестирање на ученици, електронски дневник, наградување и казнување на наставниците, ако оцената на ученикот не е во согласност со она од тестирањата. Ова се само дел од реформите кои Министерството за образование и наука ги спроведе во изминатиот период. Можност за двојна диплома имаат студентите кои студираат на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин. Универзитетот има своји седишта во Свети Никола и Битола, но професорите од Државниот универзитет од рускиот град Тамбов велат дека програмите на студирање во Македонија и Русија се слични. Карактеристика за здобивањето со двојни дипломи е следнава. То е тоа што студентите истовремено се запишуваат и студираат истовремено на двата универзитета, и на Универзитетот Гаврило Романовиќ Државин во Македонија, а истовремено и на универзитетот кој што го носи истото име во градот. Значи за ова ние имаме подготвено заеднички наставен план кој што во наставен план го составија двете страни, значи Универзитетот од Македонија и Универзитетот од Русија. За сега Славјанскиот универзитет има студии во две насоки – економија и психологија. Професорите од Русија напоменуваат дека двојната диплома ги прави студентите конкурентни како на рускиот пазар, така и на македонскиот. Но учејќи по руската програма, тие уште ја го изучуваат и рускиот начин на живот, руската култура, нивото на живот во Русија, и тоа е сепак еден вид ново богатство. И значи здобивајќи се со руската диплома како втора плюс дополнителна, тие се конкурентни на пазарот како во Република Македонија, знаеме дека овде имаме руски фирми кои што отвараат, но исто така стануваат конкурентно способни и на големиот руски пазар. Дипломата од Меѓународниот славјански универзитет е призната во Русија и во Македонија, но истите се нотифицира и во останатиот дел од светот.
Повисоките температури и убавото февруарско сонце од вчера во Велес, па и низ цела Македонија е претежно облачно со пониски температури. Во понеделникот и вторникот температурите достигнаа до 19 степени, додека пак вчера и денес имаме намалување нистите за 4 до 5 степени. Овие промени во неголем дел влијаат врз здравието и расположението на народот. Иако во Велес не е алармантен бројот на заболени лица од грип, сепак треба многу да се внимава. Лекарите апелираат до хронично заболените лица редовно да ја примаат препишаната терапија. Инаку за време на престојниот викенд и на почетокот на следната работна недела ќе преовладува облачно време со повремен локален дожд. Температурите во следните денови ќе бидат во постепен пад, а од вторник се очекува и стабилизирање на времето.